Родителите да го искористат времето што го поминуваат дома за да се посветат повеќе на своите деца. Во период на вонредна состојба поради пандемија на COVID-19, кога најмалите не одат во градинка, и во своите домови можат низ игра да научат многу работи, вели директорката на градинката Младостот Тетово Рамија Даути. Преку игра да ги учат децата, а не буквално ајде сега ќе учиме. Тоа го немаме ни во градинка, би требало да го нема ни дома. Во разните програми имаме игри, се прикажуваат и во YouTube имаме посебно игри за во карантин, каде што децата можат родителите можат да гледат и да учат како треба да се игра со децата. Бидејќи детето кај нас во градинка и може да учи преку спремање на храна. Тоа може родителите и приметиле, ние на Facebook на градинката го даваме често, значи си спремаме колачи, спремаме овошни јадења, каде што детето самото се активира да може да го работа тоа, а плюс тоа преку таја игра, значи тоа не е буквално само игра или работа, ги прашуваме сега која боја има, например, лимунот, како осеќаме, дали има мирис, дали... Значи, све е тоа учење на децата. Така, имаше неколку фотографии од деца кои што го одбележале денот на пролетта преку цртежи. Истото што се правело до сега во градинка, тие го правеле дома. Да, па тоа е од тие воспитувачи кои веќе почнале да контактираат со родителите. Значи, се продолжува и другите воспитувачи се вклучуваат во тие групи. И родителите ќе имат една тема на која на тој ден би можеле да работат. Во однос на плаќањето за престој во градинка на децата за месец март се очекуваат насоки од Министерството за труд и социјална политика. За родителите кои децата им иделе во градинка, треба да уплатат до втори месец како што иделе децата во градинка, сумата која треба да ја уплатат. Бидејќи имаме родители кои сега со барање на потврдите се укажаја дека и цела година иделе, а не плаќале, би било во ред да се уплатат долгоите кон градинката. За трети месец ќе добиеме насоки како што ќе реши владата, така ќе работиме. Административните работници во градинка во овој период работат по неколку часа за издавање потврди за родителите за отсуство од работа. Инаку досега ваква потврда побарале 150 лица.